Благодарам, подпредседател. Ја едно прашувам, вие ми велите, не ве слушнав, дали сакате да продолжи седница? Па не ме слушнавте дали сакам да продолжи седницата, затоа што не ве прашав тоа. Моето прашање е каде е половина влада? Тоа треба да одговорите. Вие сега да префрлите топката, дали ќе продолжите со седницата. Што е битно дали ќе продолжи таа седница пола сат, кога тој пола сат го изгубивме процедурално, на барање дека пола влада фали, а вие немате храброст да му кажете на премиерот кај ти е владата да дојде да одговара пред пратениците и граѓаните она што е обврска, уставна, деловничка, законска за оваа седница. Кај што бегате од јавно секаде, кај што можете да одговарате на договорени прашања, па овде кога треба да одговорите на 5 прашања и тогаш вие нема пола влада. Дали ќе продолжиме или не знам, бројот на пратеници кои што поставуваат прашања, гледам дека е 10, од тие 10, 8 се од опозицијата, само 20 од власта имаат храброст да прашаат за ова, кого ќе прашаат не знам, ама ја повторно ќе кажам, пола влада ја нема, дај бидете храбри, барем кажете му на премиерот. Од другата седница да си бидат на време тука. Ова е обврска која што имаат еднаш месечно да се појават тука. И тоа немате храброст да им го кажете. И повторно не ве прашувам за продолжување на времето, ќе видиме во зависност од бројот на поставени прашања и до тоа каде ќе стигнаме. Прашањето е, пола влада фали.